На утрешната седница на Советот на Општината Кочани, која е 64-та по ред, советниците ќе расправаат по 18 точки од дневниот ред. Дел од материјалите се однесуваат на донесување на урбанистичко-планска документација, но советниците ќе расправаат и по информацијата за чистење на одводните канали и речните корита на подрачјето на Општината Кочани во минатата година, како и по предлог планот за чистење на каналите и речните корита за оваа година. Предлог планот за запишување на ученици во прва година во општинските средни училишта Љупчо Сантов и Гешови Кентиев во учебната 2013 и 2014 година со предлог за белешки на Комисијата за образование ќе се најдат на утрешната седница на Советот на Општината. Советниците ќе расправаат и по информацијата за активностите на организациите на лица со хендикеп во Општината Кочани во минатата и со програмите за работа во оваа година. По информацијата за безбедноста на водата за пиење во Општина Кочани во минатата година, информацијата за пошумување и заштита од ерозија на подрачјето на Општината Кочани со посебен осврт на акцијата за пошумување Ден на дрвото, спроведена во месец ноември 2012 година. На утрешната седница ќе се најдат и неколку информации кои се однесуваат пред се на донесувањето на урбанистичко-планска документација на поширок опфат во катастарска општина Кочани, потоа информација за објектите 3, 4, 5 и 6 на локалитетот Пониква, дадени на користење на општината од страна на владата на Република Македонија преку Министерството за одбрана на Република Македонија. А ќе бидат донесени и решенија за именување членови на училишните одбори во училиштата Никола Карев, Крсте Петков Мисирков и Малина Попиванова, како и решение за измена на режимот на сообраќај на улицата Димитар Влахов во Кочани и одлуката за давање движна ствар собственост на општина Кочани на основното училиште